Поглавје 8. Гарантирајте спроведување. Во текот на опасна и хаотична затворска опсада во околијата Свети Мартин, Луизијана, пред неколку години група затвореници вооружени со ножеви што самите ги направиле, го киднапирале управникот на затворот и дел од неговиот персонал. Ситуацијата беше исклучително напната, бидејќи и самите затвореници беа напнати и неорганизирани, загрежувачка комбинација што значеше дека се може да се случи. Преговарачите чувствуваа дека и покрај заканите, затворениците не сакаа навистина да го повредат персоналот. Тие знаеа дека се чувствуваат притеснети, дека повеќе од се друго сакаат ситуацијата да заврши. Но имаше една сериозна пречка. Затворениците се плашеа дека оние кои ќе се откажат откако веќе ги зеле управникот и чуварите како заложници ќе завршат лошо претепани. Па така преговарачите им испорачаа неколку воки-токи приемници на затворениците и креираа ритуал на предавање за да ги тргнат киднаперите и да ја завршат опсадата. Идејата беше елегантно едноставна. Затворениците ќе пратат еден од нивните со воки-токи и тој ќе ги мине трите периметри комбинирани полициски и воени сили што беа позиционирани надвор од затворот. Откако тој ќе го мине последниот периметар, ќе влезе во комбе и ќе биде префрлен во затвор. Таму ќе го искористи воки-токито за да им јави на момците во затворот и во суштина да им каже: "Еј, не ме скрши од ќотек." И тие ќе знаеа дека е во ред да излезат исто како што излегол и тој, еден по еден. По известно ценкање, затворениците се согласија со планот и излезе првиот затвореник. Се почна добро. Мина покрај федералната зона, потоа покрај зоната на специјалците и стигна до надворешниот периметар. Кога требаше да се качи во комбето, еден лик го виде воки-токито и му рече: "Што поѓаволите правиш со тоа?" И му го конфискуваше пред да го прати човекот во затвор. Затворениците во затворот почнаа да полудуваат, бидејќи другарот не им се јави. Оној со воки-токито внатре во затворот почна да им се јавува на преговарачите и да вика: "Зошто не ни се јави? Го тепаат, ти рековме." И почна да кажува дека ќе одсече прст на заложник само за да се осигури дека преговарачите сваќаат оти се сериозни. Сега, преговарачите беа тие што беа избезумени. Тие истрчаа до периметарот и почнаа да врескаат по сите. Се работеше за живот или смрт, или барем за ампутиран прст. Конечно, по 15 минути грицкање ногти, еден од специјалците дојде полн со себе. Некој идиот му дал радио на ликов, рече и се насмевна додека на преговарачите им го подаваше воки-токито. Преговарачите одвај се воздржаа да не го претепаат ликот пред да тргнат кон затворот за да му го дадат воки-токито на првиот затвореник. Кризата беше избегната, ама одвај. Поентата на приказнава е дека вашата работа како преговарач не е само да дојдете до договор, треба да дојдете до договор што може да се спроведе и да се погрижите дека ќе биде така. Преговарачите мора да бидат архитекти на одлуката. Тие мора динамично и адаптивно да ги креираат вербалните и невербалните елементи на преговорите за да добијат и согласност и спроведување. Да, не е ништо без како. Иако договорот е убава работа, уште поубава е кога е потпишан. Нема добивка со договорот. Добивката доаѓа откако договорот ќе биде спроведен. Не е успех ако киднаперите речат: "Океј, договорени сме." Успехот доаѓа откако ослободените заложници ќе ве погледнат во очи и ќе ви кажат: "Ви благодарам." Во ова поглавје ќе ви покажам како да се насочите кон и да добиете согласност со оние со кои преговарате, но и со невидливите сили под преговорите, да правите разлика меѓу вистинската сделка и премолчена согласност и да гарантирате спроведување користејќи го правилото на тројката. Да, е ништо без како. Година дена по случувањето во Дос Палмас предавав на Академијата на FBI во Квантико кога бирото доби итен повик од Стейт Департментот. Американец бил киднапиран во еквадорската џунгла од страна на колумбиска бунтовничка група. Како водечки меѓународен преговарач на FBI, тоа беше моја работа, па составив тим и основав оперативно седиште во Квантико. Неколку години Хозе и неговата сопруга Џули воделе туристички групи во џунглата во близина на колумбиската граница. Роден во Еквадор, Хозе станал американски граѓанин и работел како болничар во Њујорк, кога тој и Џули решиле да основаат бизнис за екотуризам во неговата родна земја. Хозе сакал еквадорската џунгла и одамна сонувал да ги подучува туристите за мајмуните што висат од дрвјата и за цвеќињата што ги замирисуваат патеките.
Бизнисот напредувал бидејќи екотуристите паднале на очигледната страст на парот и на 20 август 2003 година Хозе и Џули однеле 11 лица на рафтинг по реката Мира. По одличен ден минат на вода, сите се смееле мокри до гола кожа, додека влегувале во џиповите и комбињата за да ги одвезат до костелницата во блиското село. Хозе им раскажувал приказни додека го водел првиот камионет. Џули седнала десно од него со 11-месечното бебе в раце. Биле на 5 минути од гостилницата кога тројца мажи истрчале на патот и ги насочиле пушките кон камионетот. Четврти маж се појавил и вперил пиштол на Џули во главата додека насилниците го извлекувале Хозе од возилото и го сместиле во отворениот багажник на камионетот. Киднаперите потоа го потерале караванот низ неколку мали градови и застанале на рачва каде го извеле Хозе кој минал покрај седиштето на Џули. Само запомни, му рекла Џули, без оглед на тоа што ќе се случи те сакам. Не грижи се, ќе бидам добро, одговорил Хозе, и потоа тој и неговите грабнувачи исчезнале во џунглата. Грабнувачите сакаа $5 милиони. Ние сакавме да купиме време. Под дебаклот со Дос Палмас и просветлувањето од Питсбург сакав да ги искористам научените лекции за калибрираните прашања. Па кога го киднапираа Хозе, ги пратив моите момци во Еквадор и им кажав дека имаме нова стратегија и дека киднапирањето ќе ни даде можност да го докажеме новиот пристап. Се што треба да кажеме е, како да знаеме дека Хозе е добро? Како би требало да платиме додека не знаеме дека Хозе е добро? Повторувајте го тоа прашање цело време. Иако се колебаа околу нетестирани техники, момците ја прифатија играта. Локалните полицајци не беа толку сигурни, бидејќи тие секогаш бараа доказ за живот на старомодниот начин, онака како што ги имаше научено FBI. За среќа, Џули не поддржуваше 100%, бидејќи таа виде како калибрираните прашања ќе ни купат време и беше убедена дека со доволно време незиниот сопруг ќе најде начин да си дојде дома. Дента по киднапирањето, бунтовниците го натераа Хозе да оди во планините покрај колумбиската граница и го сместија во колиба во високиот дел на џунглата. Таму Хозе изгради однос со киднаперите за да им направи да им биде потешко да го убијат. Ги импресионираше со своето познавање на џунглата, со црниот појас во карате, го пополнуваше времето со тоа што ги учеше на боречки вештини. Моите преговарачи секојдневно ја насочуваат Џули додека чекавме на контакт со бунтовниците. Подоцна дознавме дека назначениот преговарач од страна на оние што го грабнале Хозе морал да пешачи до градот за да дојде до телефон. Момците и кажаа на Џули на секое барање од киднаперите да одговара со прашање. Мојата стратегија беше да ги одржуваме киднаперите ангажирани, но не фокусирани. Од каде да знам дека Хозе е жив? Праша кога разговараа првпат. На нивното барање за $5 милиони таа им рече: немаме толку пари. Како можеме да собереме толку многу пари? Како може да ви платиме што било додека не знаеме дека Хозе е добро? Праша Џули кога разговараа следниот пат. Прашања, секогаш прашања. Киднаперот кој преговараше со Џули изгледаше исклучително збунет од незините упорни прашања и постојано и бараше време да размисли. Тоа ги забави нештата, но никогаш не и се налути на Џули. Одговарањето на прашањата му даваше илузија дека ги држи преговорите под контрола. Со постојано поставување прашања и давање минимални понуди, Џули успеа да го спушти откупот на $16,500. Кога стигнаа до таа бројка, киднаперите бараа веднаш да им ги плати. Како да го направам тоа кога морам да ги продадам автомобилите и камионетите? Ги праша. Секогаш купувавме повеќе време. Почнавме дури и да се смешкаме само задоволно, бидејќи успехот ни беше на дофат на раката. Бевме навистина блиску до откупот што семејството можеше да си го дозволи. А потоа, сред ноќ, добив повик од еден од момците што ги имав пратено во Еквадор, Кевин Раст. Кевин е одличен преговарач и тој е истиот оној што ми се јави 1 година претходно да ми каже дека Мартин Бурнам бил убиен. Срцето ми отиде во петици кога му го слушнав гласот. Што туку ни се јави Хозе, рече Кевин. Се уште е на територијата на герилците, но избегал и е во автобус, тргнал на кај дома. Ми требаше минута време да одговорам и кога успеав да се приберам, се што успеав да кажам беше: да го ебам, па тоа се прекрасни вести.
Она што подоцна го дознавме беше дека со сите одложувања и прашања дел од герилците заминале и никогаш не се вратиле. Наскоро Хозе останал со само еден тинејџер кој го чувал навечер. Една вечер, кога почнало да врне, Хозе сватил дека дождот ги прикрива сите други звуци додека стражарот спиел. Сватил дека мокрите лисја надвор ќе ги абсорбираат неговите чекори, па се искрадал од прозорецот, тргнал низ патеките во џунглата кон калливиот пат и пристигнал до еден мал град. 2 дена подоцна беше со Џули, нивната ќерка, неколку дена пред нејзиниот превроден ден. Џули беше во право. Со доволно време успеа да побегне. Калибрираните како прашања се сигурен начин да се одржуваат преговорите. Тие го притискаат вашиот соговорник да најде одговори и да размислува за вашите проблеми кога ги поставува своите барања. Со доволно правилни како прашања може да ги читате и обликувате преговорите на начин на кој на крај ќе дојдете до одговорот што сакате да го слушнете. Само треба да имате идеја каде сакате разговорот да се движи кога ги осмислувате прашањата. Трикот со како прашањата е во тоа дека кога се правилно искористени, тие љубезно и фино кажуваат не и го насочуваат вашиот соговорник да смисли подобро решение, вашето решение. Нежно како не повикува на соработка и го остава вашиот соговорник со чувство дека го третирате со почит. Подсетете се што направи Џули кога колумбиските бунтовници ги поставија своите први барања. Како може да собереме толку многу пари? Ги праша. Забележете дека таа не го искористи зборот не, но сепак успеа елегантно да го одбие барањето за $5 милиони од киднаперите. Како што направи Џули, првото и најчесто не прашање што ќе го користите некоја верзија на како би требало да го направам тоа, например, како може да собереме толку многу? Вашиот тон на гласот е клучен, бидејќи оваа фраза може да биде кажана како обвинување или како барање за помош. Затоа обрнете внимание на вашиот глас. Ова прашање обично има позитивен ефект да ја натера другата страна добро да ја разгледа вашата ситуација. Ова позитивна динамика е она што јас го нарекувам принудна емпатија, а таа е особено ефективна ако одејќи натаму вие веќе сте сочувствувале со вашиот соговорник. Тоа ја предизвикува динамиката на реципроцитет и ги тера да направат нешто за вас. Почнувајќи со киднапирањето на Хозе, како би требало да го направам тоа, стана нашиот примарен одговор на киднапер кој бара откуп и никогаш не изневери. Еднаш работев со сметководствена консултантка по име Кейли, на која корпоративен клиент ја должеше куп пари. Таа продолжуваше да ги дава своите услуги, бидејќи веруваше дека развива корисен контакт, но и поради ветувањето дека ќе ја плати во иднина, па таа веруваше во тоа. Но во одреден момент Кейли толку доцнеше со сопствените сметки што веќе имаше сериозен проблем. Не можеше да продолжи со работа со само нејасна идеја за тоа кога ќе се плати, но се грижеше дека ако притиска, тогаш воопшто нема да ја платат. И кажав да почека додека клиентот не побара некоја нова работа, бидејќи ако директно му настапи со барање за плаќање, ќе биде ранлива ако ја одбијат. За среќа, клиентот набрзо се јави да побара некоја нова работа. Откако тој го изложи своето барање, таа мирно го постави прашањето како. Би сакала да ви помогнам, рече таа, но како би требало да го направам тоа? Со покажување на нејзината подготвеност да работи, но барајќи помош за да најде начин како да го направи таа, го остави нејзиниот клиент без избор. Тој мораше да ги стави нејзините потреби пред се останатото. И плати. Покрај кажувањето не, другата клучна предност на прашувањето како е буквално тоа. Го присилува вашиот соговорник да размисли и да ви објасни како ќе се спроведе сделката. Сделката е залудна ако нема спроведување. Лошото спроведување е ракот што ја јаде вашата добивка. Со тоа што ќе го натерате вашиот соговорник да објасни како ќе се врши спроведувањето со негови сопствени зборови, вашите внимателно калибрирани како прашања ќе го уверат дека конечното решение е нивна идеја. А тоа е клучно. Луѓето секогаш вложуваат повеќе напор да спроведат некакво решение кога мислат дека тоа е нивно решение. Тоа е во човековата природа. И затоа преговорите често се нарекуваат умешноста да натерате некого да биде по ваше. Постојат 2 клучни прашања што може да ги поставите за да ги натерате вашите соговорници да мислат дека го дефинираат успехот по нивно.
како ќе знаеме дека сме на добар пат и како ќе ги решаваме работите ако отстапиме од патот. Кога ќе одговорат, вие ќе ги резимирате нивните одговори додека не добиете така е. Тогаш ќе знаете дека се фатиле на мамецот. Од друга страна, мора да внимавате на два знаци кои ви кажуваат дека соговорникот не верува дека идејата е нивна. Како што забележав, кога ќе кажат имаш право, тоа често е добар показател дека не се вложени во она што зборуваат. А кога ќе притиснете за спроведување, а тие ви велат ќе се обидам, тогаш треба да ви заигра стомакот, бидејќи тоа значи планирам да не успеам. Кога ќе слушнете една од овие две работи, вратете се на калибрираните како прашања додека не ги дефинирате условите за успешно спроведување со нивниот собствен глас. Следете со резимирање на она што тие го кажуваат се додека не дојдете до така е. Дозволете и на другата страна да ја почувствува победата. Дозволете им да мислат оти тоа е нивна идеја. Потиснете го вашето его. Запомнете, да не значи ништо без како. Затоа продолжете да прашувате како и ќе успеете. Како да влијаете врз оние зад масата? Неколку недели откако Хозе се врати во САД, јас појдов до неговиот дом во Њујорк. Кога Хозе избега, бев одушевен, но имав една грижа. Дали мојата нова стратегија пропадна? Зашто, да, Хозе безбедно се врати дома, но не затоа што ние преговаравме за неговиот случај, се плашав дека нашата победа не беше поврзана со брилјантната стратегија, туку дека беше прашање на среќа. Откако Џули и нејзините родители топло не пречекаа, Хозе и јас зедовме кафе и седнавме. Отидов таму да го распрашам преживеаниот заложник. Барав увид во тоа како подобро да ги советувам луѓето кои се соочуваат со потенцијално киднапирање како најлесно да преживеат, не само физички, туку и психолошки. Исто така, горе во джелба да дознам што се случило зад сцената, зашто ми се чинеше дека мојата нова стратегија не функционира. Конечно, разговорот дојде до употребата на нашите калибрирани прашања. Знаеш што? Рече тој. Најлудата работа беше во тоа што нивниот преговарач требаше да остане во градот и да преговара за сделката, но бидејќи Џули постојано му поставуваше прашања на кои тој не знаеше како да одговори, тој постојано се враќаше во џунглата. Ке се собереа и заедно ќе дискутираа за тоа како да одговорат. Дури и помислија да ме одвезат во градот и да ми дозволат да се слушнам со Џули, зашто таа многу инсистираше со прашањето како да знам дали сум добро. Веднаш сватив дека ја имаме вистинската алатка. Тоа беше сосема спротивно на случајот со Бурнамови, каде нашиот преговарач направи сделка со еден од момците, а другиот ти украде $300,000 и рече: "Не, нема да го направиме тоа." Да ја натерате другата страна сериозно да размислува и да вложува многу од интерната координација во полза на нашите цели беше дотогаш невидено. Нашата преговарачка стратегија во Еквадор функционирала не само поради прашањата што придонеле на средината и му овозможиле на Хозе да избега, туку и затоа што ги натерале киднаперите, нашите соговорници, да размислуваат. Да, некои киднапери и некои бизнисмени работат заедно, но во најголем дел од случаите постојат и други играчи, луѓе кои може да ја прават сделката или да ја расипуваат сделката. Ако навистина сакате да добиете да и да ја спроведете вашата сделка, тогаш мора да откриете како да влијаете врз тие поединци. Кога спроведувањето се случува како резултат на работата на група, поддршката на таа група е од клучно значење. Секогаш мора да ги идентификувате и откриете нивните мотиви, дури и ако се уште го немате идентификувано секој поединец во таа група. Ова може лесно да се постигне со поставување неколку калибрирани прашања, како на пример: а како ќе влијае тоа врз остатокот од тимот? Или од луѓето што не се на линија се за овој договор? Или просто, што за твоите колеги е главен предизвик по ова прашање? Поголемата идеја што ја објаснувам тука е дека во сите преговори мора да го анализирате целиот преговарачки простор. Кога другите луѓе ќе бидат погодени од она што се преговара и може да ги покажат своите права или моќ подоцна, глупаво е да се гледаат само интересите на оние што се на преговарачката маса. Мора да бидете свесни за оние зад масата или играчите од ниво 2, односно страните што не се директно вклучени, но може да помогнат во спроведувањето на договорите што им се допаѓаат или да ги блокираат оние што не им се допаѓаат.
Не може да не ги земете предвид, дури ние ако разговарате со извршниот директор. Секогаш ќе има некој што ќе му суфлира. На крајот на краиштата, оние што може да го уништат договорот се поважни од оние што може да го постигнат. Потсетете се на затворската опсада. За малку ќе беше упропастена зашто еден играч на наша страна не беше целосно вклучен. Нашите калибрирани прашања во Еквадор го избегнаа тоа и затоа Хозе успеа да побегне. Потребен е само еден спореден играч да се упропасти целиот договор. По само неколку години во приватен бизнис изгубив осет за важноста на проценувањето и влијанието на скриените преговори што се случуваат зад масата и платив голема цена. Привршувавме сделка со голема компанија во Флорида што сакаше обука за преговори за еден од своите оддели. Неколку пати разговаравме по телефон со извршниот директор и раководителот на човечки ресурси и тие двајцата наполно се согласија со нашата понуда. Ние бевме пресрекни, имавме зелено светло од главните носители на одлуките за сделка што сметавме дека е можна профитабилна. И додека ги средувавме финесите од договорот, сделката пропадна. Испадна дека раководителот на одделот за кој требаше да понудиме обука го откажал договорот. Може би човекот се чувствувал загрозено, тргнато настрана или некако лично бил повреден од идејата дека нему и на неговите луѓе им треба обука. Изненадувачки голем процент од преговорите зависат од нешто друго покрај парите, а често се поврзани со самодоверба, статус и други нефинансиски потреби. Никогаш нема да дознаеме. Поентата е дека не ни беше гајле додека не беше предоцна. Ние бевме уверени дека сме разговарале со единствените луѓе кои може да донесат одлука и само тоа ни беше битно. Сето тоа можеше да биде избегнато ако поставевме неколку калибрирани прашања, како например како ова ќе влијае врз сите други, колкумина од вашиот тим се согласни со ова, како да се осигураме дека го испорачуваме вистинскиот материјал на вистинските луѓе, како да се осигураме дека раководителите на оние што ги обучуваме се целосно за. Ако ги поставевме тие прашања, директорот и раководителот на човечки ресурси ќе се консултираа со раководителот, можеби ќе го викнеа да биде дел од разговорот и ќе не поштедеа од болка и загуба. Забележување лажговци, соочување со идиоти и шармирање на сите останати. Како преговарач ќе наидувате на луѓе кои ве лажат додека ве гледаат во очи и се обидуваат да ве притиснат на договор. Агресивните идиоти и сериските лажговци доаѓаат сами по себе и ќе мора да научите да се справите со нив. Но учењето како да се справите со агресија и да идентификувате лажговци е само дел од нешто што е многу поголемо. Да научите како да ги забележите и протолкувате финесите на комуникацијата, вербална и невербална, со што ќе откриете менталната состојба на вашите соговорници. Вистински ефективните преговарачи се свесни за вербалната, паравербалната, како што се кажува, и невербалната комуникација кои преобладуваат во преговорите и динамиката на групата. И тие знаат како да ги користат тие финеси во нивна полза. Дори именувањето на еден единствен збор кога представувате опции, како например да искористите да не загубите наместо да задржите, може несвесно да влијае врз свесните избори што ги прави вашиот соговорник. Тука би сакал да зборувам малку за алатките што ви се потребни за да идентификувате лажговци, да разоружите идиоти и да ги шармирате сите останати. Секако, отвореното прашање како е една од нив, можеби најважната алатка, но има и многу други. Алистер Онглингсвон живееше во Филипините во 2004 година кога една вечер повика такси и тргна на долг пат дома од шопинг центарот Манилас Грин Хилс. Задремал и се разбудил окован во ланци. За несреќа на Алистер, таксистот имал и втора работа, киднапер. Тој чувал шише етер во автомобилот и кога целта ќе заспиела, тој ги дрогирал, ги затворал и барал откуп. Во рок од неколку часа, киднаперот го искористил телефонот на Алистер за да ја контактира неговата девојка во Њујорк. Тој барал дневна исплата за да се грижи за Алистер додека го истражувал богатството на неговото семејство. Во реде ако не платите, рекол, јас секогаш можам да ги продадам неговите органи во Саудиска Арабија.
Во рок од 24 часа ме назначија да ги водам преговорите од Квантико. Девојката на Алистер беше премногу вознемирена да се занимава со семејната страна на преговорите, а мајка му, која живееше на Филипините, само сакаше да го прифати секое барање на киднаперот. Но братот на Алистер, Арон, во Манила, беше поинаков. Тој што туку ја свати идејата на преговарањето и прифати дека Алистер може да умре, што него го правеше подобар и поефективен преговарач. Арон и јас поставивме секогаш достапна телефонска линија и јас станав личен гуру на Арон од другата страна на светот. Од коментарите и барањата на киднаперот сватив дека е искусен и трпелив. Како доказ за неговите намери тој се понуди да отсече едно уво на Алистер и да го прати до семејството заедно со видео од самиот чин. Барањето за дневни исплати очигледно беше трик за да земе што е можно повеќе пари од семејството, истовремено проценувајќи го нивното богатство. Моравме да откриеме кој е ликот, дали работи сам или е дел од група, дали планира да го убие Алистер или не, и тоа моравме да го направиме пред семејството да банкротира. За да успееме да го направиме тоа, моравме да го ангажираме киднаперот во преговори што ќе траат. Моравме да забавиме се. Од Квантико го вооружив Арон со калибрирани прашања. Го насочив да го засипува насилниот кретен со како би требало да, од каде знаеме, како би можеле. Третирањето идиоти малку поразлично има голема моќ. Тоа ви дава можност да бидете исклучително уверливи, да кажете не, но зацкриено. Од каде знаеме дека ако ти платиме, нема да го повредиш Алистер, прашуваше Арон. Во кинеската боречка вештина Тај Чи, целта е да ја искористите агресивноста на противникот против него самиот, да ја искористите неговата офанзива во сопствена полза и за да го поразите. Таков беше нашиот пристап со киднаперот на Алистер. Сакавме да ги абсорбираме неговите закани и да го умориме. Ние дури и го усложнивме начинот на кој не добиваше на телефон, одложувавме со одговорите на мејл. Со сета оваа тактика добивме предност, додека киднаперот имаше впечаток дека се држи под контрола. Тој мислеше дека ги решава проблемите на Арон, додека ние само го читавме како селски буквар и му го трошевме времето. Знаете, со агресивноста како она на киднаперот на Алистер, најдобро е да не се соочувате очи во очи. Наместо тоа треба да се користат што и како прашањата за да избегнете понуди или да ја прилагодите вашата преговарачка позиција, да избегнете и да се провнете. Конечно, по неколку дена напред-назад за дневниот износ, Арон го натера киднаперот да намали сумата и се согласи да му уплати дел од средствата во банка. Откако беше извршена делумната исплата, Арон смисли одличен начин да се соочи со таксистот, но на неконфронтирачки начин, со калибрирано кога што прашање. А кога ќе ни снема пари, што ќе се случи? Праша Арон. Киднаперот сопре. Ќе биде во ред, одговори конечно. Да, без да свати што направил нашиот убиец, што туку ни вети дека нема да го повреди Алистер. Серија од неколку што и како прашања може да ви помогнат да ја надминете агресивната тактика на манипулативен непријател. Како што може да видите во последната интеракција, киднаперот ги развлече разговорите со Арон и тоа направи Арон да му биде речиси пријател. Со текот на времето киднаперот престана да внимава на тоа колку време минува на телефон со неговиот пријател во наводници. Конечно, Филипинската национална полиција успеа да го лоцира телефонот до куќата. Киднаперот и Алистер не беа таму, но таму беше неговата сопруга. Таа и кажа на полицијата дека имаат и друга куќа. Полицијата брзо отиде таму, го ослободи Алистер и го уапси киднаперот. Постојат уште многу други тактики, алатки и методи за користење на суптилни вербални и невербални форми на комуникација за да се свати и измени менталната состојба на вашиот соговорник. Додека јас ви ги објаснувам, би сакал да направите пауза и да се обидете да ги интернализирате сите една по една. Ова се алатки што може да им помогнат на внимателните преговарачи да дојдат до победа. Правилото 7.38.55. Во двете познати студии за тоа што не тера некој да ни се допаѓа или да не ни се допаѓа, професорот по психологија на УКЛА Алберт Мехрабијан го создал правилото 7.38.55. Тоа значи дека само 7% од пораката се заснова на зборовите, додека 38% доаѓаат од тонот на гласот, а 55% од говорот на телото и лицето на оне што го зборува тоа.
Иако овие бројки главно се поврзуваат со ситуации каде формираме однос кон некого, правилото сепак нуди корисен сразмер за преговарачи. Говорот на телото и тонот на гласот, а не зборовите, се всушност нашите најмоќни алатки за процена. Затоа, често одлучувам да поминам и по големо растојание да се запознам со некого, дури и кога она што треба да го кажам, можам да го кажам и по телефон. Како да се користи ова правило? Прво, обрнете внимание на тонот и говорот на телото за да се осигурате дека одговараат на буквалното значење на зборовите. Ако не се усогласени, многу е веројатно говорителот да лаже или да не е убеден во она што го кажува. Кога нечиј тон на глас или говор на тело не се усогласени со значењето на зборовите што ги кажуваат, користете етикети за да го откриете изворот на несовпаѓање. Еве пример. Вие: значи се согласуваме? Тој: да. Вие: слушам дека велиш да, но во гласот ти слушам колебање. Тој: не, навистина. Вие: не, ова е важно, ајде да се осигураме дека го правиме како што треба. Тој: благодарам, навистина го ценам тоа. На овој начин ќе се осигурите дека договорот ќе биде спроведен без никакви изненадувања, а вашиот соговорник ќе биде благодарен. Вашиот чин на препознавање на неусогласеноста и внимателното осправување со тоа преку етикета ќе направи да се чувствуваат почитувани. Последователно ќе се подобри вашиот однос на довербата. Правилото на тројката. Сигурен сум дека во одреден момент од животот сте биле дел од преговори каде што сте добиле да, но тоа подоцна завршило како не. Може би другата страна ве излажала или може би само посакувала нешто да се случи. Во секој случај тоа не е нешто невообичаено. Ова се случува затоа што има 3 типа на да: обврзувачко, потврдно и лажно. Како што дискутиравме во поглавје 5, многу напорни продавачи се обидуваат да ги натераат купувачите да го кажат обврзувачкото да и многу луѓе се усовршуваат да го кажат лажното да. Една одлична алатка за да се избегне оваа замка е правилото на тројката. Правилото на тројката значи да го натерате другиот да се согласи за истата работа 3 пати во текот на истиот разговор. Тоа ја зголемува силата на динамиката што се обидувате да ја постигнете во моментот. Со тоа, проблемите се откриваат уште пред да настанат. Навистина е тешко постојано да се лаже или да се лажира убедување. Кога првпат ја научив таа вештина, најмногу се плашев да не звучам како расипана лента или како многу да притискам. Одговорот на тоа, како што дознав, е да варирате со техниките. Првиот пат кога ќе се согласат на нешто или ќе се обврзат, тоа е број 1. За број 2 може да етикетирате или да резимирате што кажале за да одговорат така е. А број 3 може да биде калибрирано како или што прашање за спроведувањето со што ќе побарате да објаснат што ќе се смета за успех, нешто како например што ако одстапиме од насоката. Или 3 пати може да бидат исто калибрирано прашање искажано на 3 различни начини, како например кој е најголемиот предизвик со кој се соочуваш, што имаме тука, што ти се чини како најтешката работа со која ќе се соочиме. Како и да е, повторувањето 3 пати на истата работа го открива лажењето како и неусогласеноста меѓу зборовите и говорот на телото што ги споменавме во претходниот дел. Следниот пат, кога нема да бидете сигурни за тоа дали соговорникот ја кажува вистината и дали е посветен, обидете се со ова. Ефектот на Пинокио. Познатиот лик на Карло Колоди Пинокио лесно било да се види кога лаже. Му растел носот. Испаѓа дека Колоди не бил толку далеко од вистината. Најголем дел од луѓето самите нудат очигледни знаци за препознавање кога лажат. Добро, не им расте носот, но слично е. Во студија за компонентите на лажењето, професорот од факултетот за бизнис на Харвард Дипак Малхотра и неговите коавтори откриле дека во просек лажговците користат многу повеќе зборови од оние што ја кажуваат вистината и користат многу повеќе заменки во трето лице. Тие почнуваат да зборуваат за него, неа, нив наместо јас, со цел да постават растојание меѓу нив и лагата. Дополнително откриле дека лажговците користат повеќе сложени реченици со цел да го придобијат нивниот сомнечав соговорник. Тоа е она за што зборувал В.К. Филдс кога зборувал за тоа да збуните некого со глупости. Истражувачите ова го нарекле ефектот на Пинокио, бидејќи исто како носот на Пинокио растел бројот на зборови. Луѓето кои лажат сосема разбирливо повеќе се грижат за тоа да им се поверува, па затоа и повеќе се трудат, некои и премногу за да звучат уверливо.
Внимавајте како ги користат заменките. Користењето на заменките од страна на соговорникот може да ви помогне да ја сватите нивната реална важност во синџирите на носење одлуки и спроведување. Колку повеќе се заљубени во користењето јас, мене, мое, толку помалку се важни. Соодветно на тоа колку е поважен преговарачот, толку потешко од него ќе чуете заменка во прво лице. Како и во студијата на Малхотра, каде лажгото се дистанцира од лагата, во преговорите умните носители на одлуки не сакаат да бидат втерани в ќош за да донесат одлука. Тие ќе ве насочуваат кон другите луѓе на масата за да не бидат приклештени. Нашиот киднапер, таксист од Филипините, во случајот со Алистер Онглингсвон, на почетокот користеше ние, тие и ним толку страствено што навистина бев уверен дека си имаме работа со лидер, но не знаев колку буквално е точно тоа додека не се случи спасувањето. Во плячката на банката Чейс на Менхетен од поглавје 2, плячкаш од Крис Воц, постојано зборуваше за тоа колку се опасни другите и колку малку влијание има тој врз нив, што секако беше лага. Попустот на Крис. Луѓето секогаш зборуваат за тоа да го запомнат и да користат, но не прекумерно името на соговорникот во текот на преговорите. И тоа е важно, но во реалноста на луѓето често им е прекуглава од тоа некој постојано да го спомнува нивното име. Лукавиот продавач кој се обидува да ги натера да кажат да, постојано ќе го користи нивното име. Наместо тоа искористете друга тактика и користете го сопственото име. Јас така го добивам попустот на Крис. Исто како што го користевме името на Алистер со киднаперот и го натеравме да го хуманизираме заложникот и со тоа да ги намалиме шансите да биде повреден, користењето на сопственото име создава динамика на присилна емпатија. Тоа ја тера другата страна да ве гледа како личност. Пред неколку години бев во еден бар во Канзас со група колеги преговарачи од FBI. Барот беше препон, но јас видов еден празен стол. Тргнав кон столот и што туку сакав да седнам, кога човекот што седеше на соседниот стол ми рече: "Немој ни да си помислил." "Зошто?" го прашав јас. "Зашто ќе те претепам." Беше голем, крупен и веќе пијан, но јас работам како преговарач во заложнички ситуации. Ваквите напнати ситуации ме привлекуваат како што светилка привлекува ноќна пеперутка. Ја подадов раката да се ракуваме и му реков: "Се викам Крис." Човекот смрзна и во паузата моите колеги од FBI се приближија, го потапкаа по рамото и се понудија да го честат пијачка. Испадна дека е воен ветеран од Виетнам кој беше во лоша состојба. Беше во преполн бар каде целиот свет изгледаше дека нешто слави. Единственото нешто за што размислуваше беше да се тепа. Но брзо откако станав Крис, се промени. Сега, тој начин на размислување искористете го во финансиски преговори. Брзо по случувањето во Канзас бев во еден трговски центар и избрав неколку кошоли во една од продавниците. На касата младата девојка ме праша дали сакам да станам дел од нивната програма за лојални купувачи. Ја прашав дали ќе добијам попуст ако се приклучам и таа ми рече не. Па се обидов со друг трик. На пријателски начин и реков: "Се викам Крис, кој е попустот на Крис?" Таа ја крена главата од касата, ме погледна во очи и се насмевна. "Ке морам да ја прашам менаџерката Кети," рече и се сврте кон жената која стоеше до неа. Кети, која веќе го имаше слушнато целиот разговор, рече: "Најмногу што можам да ви дадам се 10%. Очовечете се, станете човек, искористете го сопственото име да се представите. Кажете го на забавен, пријателски начин, дозволете им да уживаат во разговорот и добијте ја вашата посебна цена." Како да ги натерате вашите соговорници да се надпреваруваат против себе? Исто како што направија Арон и Џули со нивните киднапери, најдобар начин да го натерате вашиот соговорник да ги намали барањата е да кажете не, но користејќи како прашање. Тие индиректни начини на кажување не нема да го исклучат вашиот соговорник како што тоа би го направило остро и директно не. Всушност, овие одговори ќе звучат како против понуди што вашиот соговорник постојано ќе ги дава против себе. До сега откривме дека можете 4 пати да кажете не без вистински да го кажете зборот. Првиот чекор во серијата не е веќе добро познатото како би требало да го направам тоа. Мора да го испорачате на поинаков начин, да звучи како молба за помош. А ако е кажано на вистинскиот начин, тоа го повикува другиот да учествува во вашата дилема и да ја реши нудејќи подобра понуда.
Потоа, некоја верзија на вашата понуда е многу љубезна, но жал ми е, едноставно не ми одговара. Е сосема елегантен втор начин да кажете не. Овој добро тестиран одговор ви помага да избегнете да дадете против понуда, а користењето на љубезна го тера вашиот партнер да биде достоен за зборот. Жал ми е, исто така го омекнува тоа не и гради емпатија. Може слободно да ги игнорирате оние самонаречени експерти за преговарање кои велат дека извинувањата се секогаш знак на слабост. Потоа, може да искористите нешто како жал ми е, но се плашам дека не можам да го направам тоа. Малку е подиректно, а не можам служи во двојна цел. Со изразувањето неможност да направите нешто, вие поттикнувате емпатија кај другата страна. Жал ми е малку посумирана верзија на четвртото не. Ако се каже фино, одвај да звучи негативно. Ако треба да продолжите, секако не е последниот и најдиректен начин. Вербално треба да биде испорачано со понизок тон и со почит. Не треба да звучи како не. Еден од моите студенти, Хесус Буено, неодамна ми пиша за да ми раскаже неверојатна приказна за тоа како го искористил овој процес на не за да му помогне на брат му Хоакин да излезе од непријатна ситуација. Неговиот брат и двајца негови пријатели купиле франшиза за одгледување канабис во северниот дел од Шпанија, каде одгледувањето марихуана за лична употреба е легално. Хоакин и неговиот партнер Бруно инвестирале секој по 20.000 евра во бизнисот за 46% удели, а друг помал партнер инвестирал уште 3.500 евра за 8%. Уште од самиот почеток Хоакин и Бруно има раздешан однос. Хоакин е одличен продавач, додека Бруно повеќе сметководител. Малцинскиот партнер исто така бил одличен продавач и тој и Хоакин верувале дека растечката продажба е добра стратегија. Тоа значело нудење попусти за поголеми наредби и постојани клиенти со што Бруно не се согласувал. Нивното планирано трошење за веб страна и проширување на инвентарот исто така не било одобрено од Бруно. Потоа и сопругата на Бруно станала дел од проблемот, бидејќи почнала да му додева на Хоакин за тоа дека не треба да троши толку многу на проширување и наместо тоа да прави поголема соработка. Еден ден Хоакин правил ревизија на набавката на инвентар и забележал дека некои од работите што ги нарачал не биле на полиците во продавницата. Почнал да ги бара онлайн и на негово изненадување открил страна на eBay со името на сопругата која ги продавала токму оние работи што недостигале. Тоа предизвикало сериозна кавга меѓу Бруно и Хоакин и го влошило нивниот однос. Во момент на лутина Бруно му кажал на Хоакин дека е подготвен да го продаде својот дел, бидејќи сметал од бизнис ризиците што ги преземаат се преголеми. Па така Хоакин се консултирал со брат му, мојот студент Хесус. Бидејќи верувале дека Бруно бил притиснат од жена му да продава, Хесус му помогнал на Хоакин да креира порака со емпатија. Изгледа дека си под многу голем притисок од женати. Хоакин бил и сред развод, па решиле да го искористат тоа за да го поврзат со проблемите со сопругата и подготвиле преглед на обвинувања. Знамо ти мислиш дека не се грижам за трошоците и за добивката на компанијата, со цел да ја оттргнат неговата енергија и да го натераат Бруно да зборува. И функционираше. Бруно веднаш се согласи со обвинувањето и почнал да објаснува зошто мислел дека Хоакин е невнимателен со трошењата. Бруно исто така забележал дека нема некој што може да го поддржи како што имал Хоакин. Хоакин добил пари на заем од мајка му. Хоакин користел огледување за да го натера Бруно да продолжи да зборува. Конечно Хоакин рекол: "Знам како се чувствуваш поради притисокот од женати и јас самиот минувам низ разводи, навистина тоа изморува." Бруно потоа 10 минути зборувал за жена му и му се испуштила голема информација. Жената била вознемирена бидејќи банката што им дала кредит од 20.000 евра го ревидирала нивниот кредит и им дала две опции: или целосно да го отплатат кредитот, или да плаќаат многу повисока каматна стапка. Бинго! Хоакин и Хесус одлучија дека Хесус може да плати нешто повеќе од кредитот, бидејќи Бруно веќе имаше земено 14.000 евра во плати од работата. Писмото од банката го имаше ставено Бруно во лоша позиција и Хоакин свати дека може да му даде ниска понуда, бидејќи реално пазарот немаше некоја побарувачка за уделот на Бруно.
Одлучија дека 23.000 евра е магичниот број, со 11.000 евра однапред, а преостанатите 12.000 евра да се исплаќаат во текот на една година. И тука работите оттидоа по ѓаволите. Наместо да чека Бруно да каже цена, Хоакин се издрдори и ја даде целата негова понуда, кажувајќи му на Бруно оти мисли дека е многу правична. Ако постои начин да го вознемирите вашиот соговорник, тогаш тоа е со наметнување на ставот дека доколку не се согласи со вас, тогаш тој е неправичен. Она што се случи следно е доказ за тоа. Бруно бесно му го спушти телефонот и 2 дена подоцна Хоакин доби мејл од човек кој што кажа дека е најмен да го представува Бруно. Тие сакаа 30.812 евра, 20.000 евра за кредитот, 4.000 евра за плата, 6.230 евра за капитал и 582 евра за камата. Незаокружените бројки изгледаа како непроменливи, токму поради нивната специфичност. Ликот беше професионалец. Хесус му кажа на Хоакин дека комплетно ги зезнал работите, но и двајцата знаеа дека Бруно е очаен да го продаде својот дел и одлучија да ја искористат стратегијата со повеќе не, за да го натераат Бруно да наддава против себе. Во најлош случај, си рекоа, Бруно само ќе се предомисли за продажбата на делот и ќе си останат во статус кво. Но тоа беше ризик што мораа да го преземат. Тие ја составија нивната прва не порака. Цената што ми ја нудише правична и навистина посакувам да можев да си ја дозволам. Бруно вредно работеше за овој наш бизнис и заслужува да биде соодветно компензиран за тоа. Навистина ми е жал, но ви посакувам многу среќа. Забележувате ли како не дадоа против понуда и кажаа не без да го искористат зборот? Хоакин беше шокиран утредента кога доби мејл од советникот каде цената беше спуштена на 28.346 евра. Хоакин и Хесус го смислија второто нежно не. Благодарам за понудата, навистина е љубезно од вас што ја спуштивте цената, што навистина многу го ценам. Навистина посакувам да можев да ви го платам тој износ, но искрен сум кога велам дека не можам во моментов да си го дозволам тој износ. Како што знаете, се разведувам и просто не можам да дојдам до толку пари. Повторно ви посакувам многу среќа. Следниот ден Хоакин доби мејл од еден ред од советникот каде цената беше спуштена на 25.000 евра. Хоакин сакаше да прифати понуда, но Хесус му кажа дека има уште неколку чекори со не. Хоакин му се спротивставуваше, но на крајот попушти. Тука има една клучна лекција. Умешноста на доаѓањето до сделка е да останете фокусирани до самиот крај. Постојат клучни точки во финалето кога мора да се потпрете на вашата ментална дисциплина. Не размислувајте за тоа кое време треба да полетате или колку би било фино да стигнете дома порано и да играте голф. Не дозволувајте умот да ви одлута. Останете фокусирани. Тие напиша: уште еднаш ви благодарам за љубезната понуда. Навистина, многу ја спуштивте цената, а јас навистина се потрудив да можам да дојдам до тој износ. За жал, никој не сака да ми поземи пари, дури ни мајка ми. Се обидов на неколку места, но не можам да дојдам до други пари. На крајот, можам да ви понудам 23.567 евра, иако однапред можам да платам само 15.321 евро. Остатокот би го платил во период од една година, но тоа е најмногу што можам да направам. Ви посакувам се најдобро при одлучувањето. Брилијантната употреба на специфични цифри и начинот на градење емпатија за да се каже не без да се искористи зборот. И успеа, во рокот 1 час советникот се јави за да прифати. Сега, убаво погледнете го ова. Гледате ли како комбинацијата од огледувањето и отворени прашања ги извлекува информациите за финансиските проблеми на Бруно, а потоа методот не го искористи неговиот очај. Ако постоеше друг купувач, можеби не би било добро да се користи овој метод, но бидејќи немаше друг, тоа беше брилијантен начин да се натера Бруно да се надпреварува сам со себе. Клучни лекции. Врвните преговарачи, вистинските преговарачи знаат дека преговарањето е поле каде не се користат само зборови, каде добивањето добра сделка бара и детектирање и манипулирање со суптилните, неочигледни знаци под површината. Само преку визуализирање и модифицирање на овие подповршински прашања може да дојде до добра сделка и да се осигурите дека ќе биде спроведена.
Кога ќе ги користите овие алатки, запомнете го најважниот концепт на ова поглавје, а тоа е да е ништо без како. Поставувањето на прашањето како, знаењето како и дефинирањето на како се дел од арсеналот на ефективниот преговарач. Без нив би бил гол. Прво, поставувајте калибрирани како прашања и поставувајте ги цело време. Прашувањето како го ангажира вашиот соговорник, но му ја изместува рамнотежата. Преку одговарање на прашањата, тој ќе мисли дека ги има работите под контрола и дека е главен. Исто така ќе го натерате да размислува за вашите проблеми кога ќе поставува барања. Второ, користете ги како прашањата за да обликувате преговарачка околина. Ова ќе го направите со "како да го направам тоа", како нежна верзија на "не". Ова суптилно ќе го натера вашиот соговорник да бара други решенија, ваши решенија, и често ќе ги натера да се надпреваруваат сами со себе. Трето, не обрнувајте внимание само на луѓето со кои директно преговарате. Секогаш идентификувајте ги митовите на играчите зад масата. Тоа може да го направите ако прашате како сделката ќе влијае врз сите останати и колку тие се согласуваат со сделката. Четврто, следете го правилото 7, 38-55% со тоа што ќе обрнете внимание на тонот на гласот и говорот на телото. Неусогласеноста меѓу зборовите и невербалните знаци ќе ви покаже кога вашиот соговорник лаже или му е непријатно поради договорот. Петто, дали тоа да е вистинско или лажно? Тестирајте го со правилото на тројката. Користете калибрирани прашања, резимирајте и етикетирајте за да го натерате вашиот соговорник да го потврди својот договор најмалку 3 пати. Навистина е тешко постојано да се лаже или да се глуми уверливост. Шесто, начинот на кој некој ги користи заменките дава увид во неговиот авторитет. Ако слушате многу јас, мене и мое, реалната моќ за одлучување веројатно е кај некој друг. А ако слушате многу ние, тие, тогаш многу е поверојатно дека си имате работа со оној што директно ги носи одлуките, а кој сака да има повеќе опции. Седмо, користете го сопственото име за да се прикажете како вистинска личност пред другата страна, па дури и да добиете личен попуст. Хуморот и човечноста се најдобриот начин да се скрши мразот и да се отстранат пречките. Деветто поглавје. Сериозно ценкање. Пред неколку години се заљубив во црвена Toyota 4 Runner, ама не беше само црвена, беше салса бисерно црвена. Жешко црвена што навечер изгледаше дека светка. Нели е тоа секси? Просто морав да ја имам, се опседнав со тоа да ја купам. Ги пребарав дилерите во Вашингтон, ДС и набрзо сватив дека не сум единствениот што е опседна да го купи тој камионет. Таа боја ја немаше во целиот регион освен кај еден дилер. Знаете, она кога ви велат да не одите да купувате на мирници кога сте гладни? Па јас бев гладен, многу гладен. Всушност бев влюбен. Седнав, се фокусирав и направив стратегија. Овој план беше мојата единствена шанса. Морав да се потрудам. Едно петочно попладне отидов до кај дилерот. Седнав наспроти продавачот, фин човек по име Стен, и му кажав колку е прекрасно возилото. Тој ми ја понуди вообичајната насмевка, ме намами, си помисли во себе и ја спомена цената на тоа прекрасно возило. $36,000. Кимнав како да разбирам и ги собрав устните. Клучно за почетокот на ценкањето е малку да го раздрмате другиот, но само малку. Тоа треба да го направите на најфиниот можен начин и ако можев да го направам тоа, тогаш имав шанса да ја добијам мојата цена. Можам да платам $30,000, реков. И тоа во готово. Ќе ви напишам чек уште денес на целиот износ. Жал ми е, но се плашам дека не можам да платам повеќе. Неговата насмевка малку ја снема на рабовите, не баре го губеше фокусот, но се прибра и затресе со главата. Сигурен сум дека разбирате дека не можеме да го прифатиме тоа, сепак цената е $36,000. Како би требало да го направам тоа? Го прашав. Сигурен сум, рече тој, а потоа сопре како да не знаеше што да ми каже. Сигурен сум дека можеме да смислиме нешто за да дојдеме до $36,000.
Навистина е прекрасен камионет. Неверојатен. Не можам да ви кажам колку би сакал да го имам. Вреди повеќе од она што го нудам. Навистина, жал ми е, ова е малку срамота, но едноставно не можам со таа цена. Ме гледаше во тишина, сега веќе малку збунет. Потоа стана и отиде некаде позади и остана таму цела вечност. Толку долго го немаше што си припомнувам дека си реков: "По ѓаволите, требаше да одам пониско, ќе прифатеше." Секој одговор што не е директно одбивање на вашата понуда значи дека имате шанса. Се врати и ми кажа дека сигурно мора да е нова година бидејќи неговиот шеф ја одобрил новата цена $34,000. Вашата понуда е навистина многу љубезна, а ова е автомобилот што го сонувам, реков. Навистина посакувам да можев, навистина, и сега срамота е, едноставно не можам. Замолчи и не го гризна мамецот. Дозволив тишината да потраја, потоа со воздешка повторно излезе. Се врати по уште цела вечност. "Победивте," рече. "Мојот менаџер одобри 32.500. Ми даде еден лист хартија на кој пишуваше "Победивте" со големи букви. Зборот беше опкружен со насмевнати фаци. Навистина сум многу благодарен. Многу сте љубезни, не постојат зборови со кои можам да ви се заблагодарам. Камионетот без сомнеш вреди многу повеќе од она што јас го нудам, реков, ама жал ми едноставно не можам да го направам тоа." Тој повторно стана. Сега немаше насмевка. Се уште збунет, по неколку секунди отиде до неговиот менаџер, а јас се навалив. Можев да ја намирисам победата. Една минута подоцна, без цела вечност овој пат, се врати и седна. "Па ние можеме и да го направиме тоа." 2 дена подоцна се одвезов со мојата салса бисерно црвена Toyota 4 Runner за $30,000. Господи, колку го сакам камионетот и уште го возам. Најголем дел од преговорите доаѓаат до онаа неизбежна точка каде неформалната размена меѓу двајца се претвора во конфронтација и празен муабет. Го знаете оној момент. Сте огледувале и сте етикетирале за да дојдете до еден однос. Со ревизијата на обвинувањата сте ги расчистиле сите ментални или емоционални пречки и сте ги идентификувале и резимирале интересите и позициите, сте извлекле така е и време е за ценкање. И ете го, сударот за пари, непријатниот танц на понуди и против понуди кои најголем дел од луѓето ги тераат да се препотуваат. Ако се вбројувате во тоа мнозинство, ако го гледате неизбежниот момент како ништо друго освен нужно зло, тогаш постои реална шанса редовно да ве победуваат луѓе кои се подготвени да му придат на тој момент со отворени раце. Ниту еден дел од преговорите не предизвикува поголема непријатност и толку нефокусирана агресија како ценкањето, што е и причина зошто со тој дел потешко се справуваме отколку со сите останати. Едноставно, за поголем дел од луѓето тоа не е баш пријатна динамика. Дури и кога плановите ни се најдобро осмислени, многу од нас се плашат кога доаѓаме до моментот на размена на цени. Во ова поглавје ќе ги објаснам тактиките кои го прават целиот тој процес на ценкање и ќе разгледаме како психолошката динамика одредува која тактика треба да се користи и како треба да се спроведе. Сега, ценкањето не е научна фантастика, но не е ни едноставна интуиција или математика. За добро да се ценкате, треба да ги отфрлите вашите предпоставки за процесот на ценкање и да научите да ги препознавате суптилните психолошки стратегии што играат витални улоги на масата за ценкање. Вештите ценкачи гледаат нешто повеќе од првични понуди, против понуди и завршни потези. Тие ги гледаат психолошките струи што течат под површината. Откако ќе научите да ги идентификувате тие струи, ќе можете многу поточно да ги читате ситуациите и посигурно да одговарате на тактичките прашања со кои ќе ги збуните и најдобрите преговарачи. Ќе бидете подготвени за ценкање со голи раце, а тие никогаш нема да сватат што ги снашло. Каков тип сте? Пред неколку години бев на мојот брод со еден од моите вработени, одлично момче, Кинон. Требаше да го охрабрам и да му дадам оценка за работењето. Кога ќе размислам за она што го направи, го опишувам како откривање на наизменична струја, му реков. Откривање на наизменична струја, рече Кинон. Да, идејата е дека ние,
Ти и јас и сите тука имаме вештини да ги идентификуваме психолошките сили што не повлекуваат од брегот и да ги искористиме за да дојдеме до некое попродуктивно место. Попродуктивно место, рече Кинон. Точно, реков јас, место каде што можеме... Отворено разговаравме околу 45 минути кога син ми Брендон, кој ги води операциите за групацијата Црн лебед, прсна во смеа. Не можам веќе да издржам. Нели гледаш? Навистина ли, тато, нели гледаш? Трепнав. Дали гледам што? Го прашав. Се што прави Кинон е огледување и го прави тоа речиси цел еден час. О, реков јас, а лицето ми поцрвене кога Кинон почна да се смее. Во право беше, Кинон си играше со мене цело време користејќи ја психолошката алатка што најдобро функционира со наметливи ликови како мене, огледалото. Личниот преговарачки стил и стилот на вашиот соговорник се формира во текот на детството, во училишните години, преку семејството, културата и низ многу други фактори. Со препознавање на стилот може да ги идентификувате вашите предности и слабости и оние на вашиот соговорник секако и соодветно да ги прилагодите стратегиите и ставот. Преговарачкиот стил е клучна варијабла во оценкањето. Ако не знаете кој инстинкт ќе ви каже вам или на другата страна како да постапите во одредени околности, тогаш ќе имате многу големи проблеми да дојдете до ефективни стратегии и тактики. Вие и вашиот соговорник имате навики и однесувања и откако ќе ги идентификувате, може да ги искористите на стратешки начин, како што направи и Кинон. Постои цела библиотека со истражувања на архетиповите и бихевиористичките профили на сите можни луѓе со кои сигурно ќе се сретнете на преговарачката маса. И тоа е толку преоптоварено што ја губи својата ефективност. Во изминатите неколку години во еден потфат, главно предводен од мојот син Брендон, го консолидиравме и поедноставивме истражувањето, го поврзавме со нашите искуства на терен и со студиите на случај на нашите студенти и откривме дека луѓето припаѓаат на 3 широки категории. Некои луѓе се угодувачи, други, како јас, се наметливи, а остатокот се аналитичари кои обожаваат податоци. Холивудските преговарачки сцени сугерираат дека за ефективно ценкање е потребен ненаметлив тон, но секој од овие стилови може да биде ефективен, а за да биде навистина ефективен, потребни ви се елементи од сите 3 типови. Една студија на американските адвокати преговарачи покажува дека 65% од адвокатите од 2 големи американски града користеле стил на соработка, додека само 24% биле вистински наметливи. А кога овие адвокати биле оценувани за ефективноста, повеќе од 75% од ефективната група доаѓале од типот на оние кои сакале соработка. Само 12% биле наметливи. Така што, ако не сте наметливи, не очајувајте. Директната наметливост, всушност, по голем дел од времето е контрапродуктивна. И запомнете, вашиот личен преговарачки стил не е врзан во крпче. Никој нема ексклузивно право само на еден стил. Поголем дел од нас имаат способности да го искористат недоминантниот стил доколку ситуацијата тоа го бара, но има една основна вистина за успешниот стил на ценкање. За да бидете добри, мора да научите да бидете своји на масата за ценкање, а за да бидете одлични, треба да ги дополнувате вашите предности, а не да ги именувате. Еве еден брз водеч за класифицирањето на типот на преговарач со кој се соочувате и тактиката што најмногу ќе ви одговара. Аналитичар. Аналитичарите се методични и внимателни. Тие не се брзаат. Наместо тоа, тие веруваат дека колку повеќе работат за постигнување на недобриот резултат на темелен и систематски начин, толку помалку е битно времето. Нивната слика се поврзува со минимизирање на грешките. Нивното мото е: не е битно колку време треба, битно е да биде добро. Класичниот аналитичар преферира да работи сам и ретко отстапува од своите цели. Тие ретко покажуваат емоции и често го користат гласот што е блиску до оној радиоглас за кој зборувавме во поглавје 3, зборуваат бавно и тивко. Сепак, аналитичарите често зборуваат на начин кој е далечен и студен, а не утешувачки. Тоа ги нервира луѓето без тие да се свесни за тоа и всушност ги ограничува бидејќи не можат да го ослободат својот соговорник и да го натераат да им се отвори.
Аналитичарите се гордеат со тоа што не пропуштаат детали во нивната подготовка. Тие ќе истражуваат податоци 2 недели за да дојдат до она што на преговарачката маса би го добиле за 15 минути, само за да не се изненадат. Аналитичарите мразат изненадувања. Тие се резервирани решавачи на проблеми, создавачи на информации и се мощне сензитивни на реципроцитет. Тие ќе ви дадат информација, но ако не добијат повратна информација во одреден временски рок, ќе изгубат доверба и ќе се повлечат. Тоа често може да се случи од ненадеж, бидејќи тие сакаат да работат според фактот дека самото тоа што зборуваат со вас од нивна перспектива е одстапка. Тие често ќе ги гледаат одстапките од нивниот соговорник како нова информација која треба да биде процената. Од нив не очекувајте дека веднаш ќе добиете против понуда. Ваквите луѓе се скептични по природа, па така, поставувањето многу прашања од почеток е лоша идеја, бидејќи нема да сакаат да ги одговорат се додека не ги разберат импликациите. Со нив е од суштинско значење да бидете подготвени. Користете јасни податоци за да ја поттикнете својата причина. Не се снаоѓајте, користете споредбени податоци за да не се согласите и да се фокусирате на факти. Предупредете ги однапред за овие работи и избегнувајте изненадувања. За нив тишината е можност да размислат. Тие не ви се лути и не се обидуваат да ви дадат прилика да кажете уште нешто. Ако мислите дека не ги гледаат работите како што сакате да ги гледаат, дајте им шанса прво да размислат. Со нив извинувањата немаат некоја вредност, бидејќи ги гледаат преговорите и односот со вас како личност како сосема различни работи. Тие реагираат прилично добро на етикети. Не брзат да ги одговараат калибрираните прашања и затворените прашања кога одговорот е да. Може да им бидат потребни неколку дена за да ви одговорат. Ако сте аналитичар, тогаш треба да се грижите за тоа да не се оттргнете од суштинскиот извор на податоци од вашиот соговорник. Единствената најдобра работа што може да ја направите е да се смеете додека зборувате. Луѓето ќе бидат поотворени со информации. Смеењето може да стане навика што ќе ви олесни да го скриете секој момент кога ве фатиле неподготвен. Угодувач. Најважното нешто кај овој тип на преговарач е времето што се минува во градење на односот. Угодувачите сметаат дека се додека има непрекината и слободна размена на информации, времето е добро потрошено. Се додека комуницираат, тие се среќни. Нивната цел е да имаат добар однос со нивниот соговорник. Тие обожаваат ситуации во кои сите се победници. Од трите типови тие се најсклони кон градење одличен однос всушност со постигнување се. Угодувачите сакаат да останат пријатели со нивниот соговорник, дури ако не постигнат договор. Со нив многу лесно може да се зборува, тие се исклучително пријателски настроени и имаат пријатни гласови. Тие ќе направат одстапка за да задоволат или да угодат и се надеваат дека другата страна ќе им возврати. Ако вашите соговорници се дружелюбиви, мирољубиви, оптимистични, лесно може да им се оттргне вниманието и не внимаваат на времето, тие веројатно се угодувачи. Ако имате таков соговорник, бидете пријателски настроени, бидете дружелюбиви. Слушајте ги додека зборуваат за нивните идеи и користете калибрирани прашања фокусирани на спроведувањето за да ги насочите и да најдете начин да го претворите нивното зборување во дела. Поради нивната тенденција први да го искористат циклусот на реципроцитет, тие сигурно се согласиле да ви дадат нешто што реално не можат да го испорачаат. Нивната подготовка може да не е најдобра бидејќи тие повеќе се фокусираат на човекот наспроти нив. Тие сакаат да ве запознаат, тие имаат неверојатна страст за духот на преговорите и за она што е потребно не само за управување со емоциите, туку и за нивно задоволување. Иако е лесно да не се согласите со угодувач, бидејќи тие не сакаат ништо друго освен да ве слушаат што ќе им кажете, откривањето на нивните цели може да биде многу тешко. Тие ќе ги идентификуваат потенцијалните проблеми однапред и ќе ги тргнат настрана тие прашања од страв поради конфликтот што може да го предизвикаат. Ако се идентификувате како угодувач, држете се до вашата способност да бидете симпатични, но не ги жртвувајте вашите цели. Не само што другите два типа треба да го чујат вашиот став, туку ако се занимавате со угодувач, тие ќе го поздрават вашиот став. Исто така бидете свесни за прекумерниот празен муабет. Другите два типа немаат корист од тоа. Ако седите спроти некој што е како вас, ќе бидете склони кон тоа да муабетите, а ништо да не постигнете. Наметлив.
Наметливиот тип верува дека времето е пари. Секоја потрошена минута е потрошен долар. Начинот на кој тие се гледаат самите во тоа колку многу работи може да постигнат во одреден временски период. За нив доаѓањето до совршено решение не е толку битно. Битно е да дојдат до решение. Наметливите луѓе се жестоки кои пред се сакаат да победат, често дури и на сметка на другите. Нивните колеги и соговорници никогаш не се прашуваат што мислат, бидејќи тие секогаш се директни и отворени. Имаат агресивен стил на комуникација и не се грижат за идните интеракции. Нивниот став за деловниот однос се заснова на почит, ништо повеќе, ниту помалку. Најмногу од се, наметливите луѓе сакаат да бидат слушнати. И не само што сакаат да бидат слушнати, туку и не се способни да слушаат додека не видат дека вие сте го слушнале она што тие имале да ви го кажат. Тие се фокусираат на своите цели, а не на луѓето, и повеќе би сакале да кажуваат отколку да прашуваат. Кога имате работа со наметливи типови, најдобро е да се фокусирате на она што имаат да го кажат, бидејќи откако ќе се уверате дека ги разбирате, дури само тогаш ќе се потрудат да го слушнат вашиот став. За наметливите, секој момент на тишина е можност да зборуваат. Огледувањата се одлична алатка за овој тип. Исто и калибрираните прашања, етикетирањето и резимирањето. Најважната работа што треба да се добие од наметлив тип е така е, што може да дојде во форма на точно е или баш го погоди. Кога станува збор за реципроцитет, тие обично даваат прст, а сакаат цела рака. Тие мислат дека го заслужиле она што вие сте им го дале, па нема да размислуваат многу за очекувањата дека некому нешто должат за возврат. Тие само ќе бараат можност да добијат уште. Ако направиле некаква отстапка, ќе ги бројат секундите додека да добијат нешто за возврат. Ако вие сте наметлив тип, бидете свесни за својот тон. Нема намерно да сакате да звучите грубо, но често ќе звучите така. Намерно омекнете го својот тон и работете кон тоа да го направите попријатен. Користете калибрирани прашања и етикети со вашиот соговорник, бидејќи тоа ќе ве направи попристапни и ќе ги зголеми шансите за соработка. Видовме како секоја од овие групи различни ја гледа важноста на времето. Време е еднакво на подготовка, време е еднакво на однос, време е еднакво на пари. Тие исто така различно ја толкуваат и тишината. Јас сум дефинитивно наметлив тип и на конференција еден угодувач ми кажа дека ја расипал сделката. Си помислив, што ли си направил, му врескаше на другиот тип и си замина? Бидејќи за мене тоа е расипување на сделката. Излезе дека замолчил, а за угодувач тишината значи лутина. Од друга страна, за аналитичарите тишината значи дека сакаат да размислат, а наметливите типови ја толкуваат вашата тишина или како ситуација во која немате ништо да кажете или како ситуација каде сакате тие да зборуваат. Јас сум наметлив тип, па знам. Јас молчам само кога немам ништо да кажам. Интересно е кога овие работи ќе се преклопат. Кога аналитичарот молчи за да размисли, нивниот соговорник угодувач се вознемирува, а наметливиот почнува да зборува, а со тоа го нервира аналитичарот кој во себе си мисли: секој пат кога се обидувам да мислам, ти тоа го користиш како прилика да зборуваш. Зарем никогаш не замолчуваш? Но пред да продолжиме, сакам да ви кажам зошто луѓето често не успеваат да го идентификуваат стилот на нивниот соговорник. Најголемата пречка за точно идентификување на нечиј стил е она што јас го нарекувам парадоксот «јас сум нормален». Тоа е всушност нашата хипотеза дека другите треба да го гледаат светот онака како што ние го гледаме. На крајот на криштата, кој не би ја направил истата предпоставка? Но, иако најудно и разбирливо, размислувањето дека вие сте нормални е најштетната предпоставка во преговорите. Со неа ние свесно го проектираме нашиот стил врз другата страна. Но со 3 типа преговарачи во светот има 66% шанса дека вашиот соговорник има стил кој се разликува од вашиот. Малку поразлично нормално. Еднаш еден директор ми кажал те очекува 9 од 10 преговори да пропаднат. Директорот ги проектираше своите уверувања на другата страна. Во суштина, тој веројатно еднаш од 10 пати се погодувал со некој што му бил сличен. Ако сватил дека неговиот соговорник е поразличен од него, ќе си ги зголемил шансите за успех.
Од начинот на кој се подготвуваат до начинот на кој се впуштаат во диалог, трите типови различно преговараат. Затоа, пред да помислите за ефективно ценкање, мора да го сватите нормалното на вашиот соговорник. Мора да го идентификувате нивниот тип со тоа што ќе бидете отворени за нивната различност. Затоа што кога станува збор за преговори, златното правило е погрешно. Правилото на црниот лебед не значи да ги третирате другите на начин на кој сакате да ве третираат, треба да ги третирате на начинот на кој треба да бидат третирани. Имам дополнителен документ во PDF формат што ќе ви помогне да го идентификувате вашиот тип и типот на оние што ве обкружуваат. Посетете ја страницата http://info.blackswanltd.com/3-types. Издржајте го ударот. Преговарачките академици преферираат да го гледаат ценкањето како рационален процес без емоции. Тие зборуваат за ЗОПа, зона на возможен договор, што е всушност точката каде се вкрстуваат зоните на продавачот и купувачот. Да речеме, Тони сака да го продаде автомобилот и нема да прифати ништо помалку од $5,000, а Саманта сака да го купи, но нема да плати повеќе од $6,000. ЗОПа се движи некаде помеѓу $5 и $6,000. Некои сделки имаат ЗОПа, а некои немаат. Се е многу рационално, или барем така ви велат. Мора да се ослободите од таквата идеја. Во вистинска сесија за ценкање, одличните преговарачи не користат ЗОПа. Искусните преговарачи често настапуваат со смешна понуда, огромна квота, и ако не сте подготвени да се справите со неа, ќе го изгубите своето сидриште и веднаш ќе одите на својот максимум. Тоа е човечка природа. Како што еднаш има изјавено славниот боксер што гризе уши Майк Тајсон, сите ние имаме план додека не удрат по муцката. Како добро подготвен преговарач кој бара информации и неуморно ги прибира, вие ќе сакате другиот лик прв да каже цена, зашто ќе сакате да видите што нуди. Со отворени раце ќе ја пречекате екстремната котва. Но екстремното закотвување е моќно, а вие сте само човек. Може да реагирате емотивно. Ако се случи тоа, постојат начини да ја смирите бурата без да се надпреварувате сами со себе или да одговорите со лутина. Откако ќе ја научите таа тактика, ќе бидете подготвени да го издржите ударот и да вратите со елеганција. Прво, избегнете го ударот на начин на кој ќе го натерате соговорникот да се отвори. Успешните преговарачи често велат не на еден од начините за кои претходно зборувавме. Како би требало да го направам тоа, или ја избегнуваат котвата со прашања како што се обидуваме да постигнеме тука? Таквите одговори се одличен начин да го пренасочите вашиот соговорник кога чувствувате дека ве влече во замката за компромис. Може да одговорите и со котва, што ќе биде како директен удар в лице со едноставно вртење околу условите. Она што сакам да го кажам е дека кога ќе почувствувате дека ве вовлекуваат во ценкање, тогаш може да го пренасочите разговорот кон непарични елементи поради кои конечната цена ќе биде прифатлива. Тоа може да го направите директно со кажување, со охрабрувачки тон на гласот. Ајде да ја ставиме цената настрана и малку да позборуваме за тоа зошто е ова добра сделка. Или може да одите малку индиректно и да прашате што друго би можеле да понудите за таа цена да ми биде прифатлива. А ако другата страна ве притиска, вие да бидете први, тогаш ослободете се од неговиот стисок. Наместо да кажете цена, алудирајте на неверојатно висока бројка што би ја наплатил некој друг. Еднаш кога еден синџир на болници сакаше јас прв да кажам цена, реков: па ако одите на факултет за бизнес на Харвард, ќе ви наплаќаат $2,500 дневно по студент. Без разлика што ќе се случи, поентата тука е да ја извлечете информацијата од вашиот соговорник. Ако му дозволите на соговорникот прв да ја постави котвата, тоа ќе ви понуди многу информации за него. Само треба да научите како да го примите тој прв удар. Еден од моите студенти на магистерските студии во Џорџтаун, Фарук, покажа како да не се повлече од како ќе биде удрен кога отиде кај деканката да бара средства за да одржи голем настан за поранешни студенти во Дубај. Беше очајна ситуација бидејќи нему му требаа $600, а таа беше неговата последна станица.
На состанокот Фарук ја кажа на деканката колку се возбудени студентите за патувањето и колку тоа ќе биде корисно за брендот на магистерските студии на Џорџтаун во тој регион. Уште пред да заврши, деканката скокна. Тоа ми звучи како одлично патување, рече таа, но кратки сме со пари, не можам да потпишам за повеќе од $300. Фарук не очекуваше деканката да настапи толку брзо, но работите не одат секогаш според планот. Тоа е многу дарежлива понуда, имајќи ги предвид буџетските ограничувања, но не сум сигурен како тоа ќе ни помогне да направиме одличен прием за студентите од регионот, рече Фарук, уважувајќи ги нејзините ограничувања, но велејќи не без да го употреби зборот. Потоа и понуди екстремна котва. Јас имам многу висок износ во главата, нам ни требаат $1000. Како што и очекуваше, екстремната котва веднаш ја помести деканката од незината граница. Тоа е далеко над мојот лимит и сигурна сум дека тоа не можам да го дозволам. Сепак, можам да ви дадам $500. Фарук беше во искушение да се повлече. Кусок од $100 не беше нешто страшно, но се сети на клетвата од ниското нишанење. Реши да притисне. $500 ќе го доближеа до целта, но немаше да стигне до неа. И рече, 850 ќе ни завршат работа. Деканката му одговори дека веќе им дава повеќе од тоа што сака и дека $500 се сосем разумен износ. Во овој момент, ако Фарук не беше подготвен, ќе се откажеше, но беше подготвен за ударите. Мислам дека вашата понуда е многу разумна и сваќам дека имате рестрикции, но ми требаат повеќе пари за да направам одличен настан за факултетот. И рече тој, што велите за $775? Деканката се насмевна и тој знаеше дека веќе ја придобил. Ми се чини дека имаш специфична бројка во главата до која се обидуваш да стигнеш, му рече таа. Само кажи ми ја. Во тој момент Фарук радосно и го кажа својот број, бидејќи чувствуваше дека е искрена. Ми требаат $737,50 за ова да успее, а вие сте ми последната станица, и рече тој. Таа се насмевна. Потоа го пофали затоа што знаел што сака и рече дека ќе го провери буџетот. 2 дена подоцна Фарук доби мејл со кој го известија дека нејзината канцеларија ќе даде $750. Повратно притискање, користење наметливост без да бидете искористени од тоа. Кога преговорите се далеко од решение и не одат, треба да ги размрдате работите и да го натерате соговорникот да излезе од неговиот начин на размислување. Во таква ситуација, силните потези може да бидат неверојатно ефективни алатки. Некогаш ситуацијата просто бара да бидете агресивни и да ја удрите другата страна по муцката. Така кажано, ако сте фини, вам нема да ви биде лесно да го удрите другиот тип како Мајк Тајсон. Не можете да бидете она што не сте, како што вели една данска поговорка. Печеш со брашното што го имаш, но сите може да научат неколку нови алатки и финти. Еве неколку ефективни начини за паметно наметнување. Вистинска лутина закани без лутина и стратешка навреда. Марвин Синасер од INSEAD и центарот Лариса Тиенденс од Универзитетот Стенфорд открил дека изразувањето лутина ги зголемува предноста на преговарачот и конечното решение. Лутината покажува страст и уверување што може да ја насочи другата страна да прифати помалку, сепак со засилувањето на сензитивноста на вашиот соговорник кон опасност и страв, вашиот страв ги намалува ресурсите што тие ги имаат за другите когнитивни активности, со што тие ќе прават лоши отстапки, а со тоа веројатно ќе се дојде и до проблеми во спроведувањето. Така, вашата добивка ќе биде помала. Исто така, внимавајте, истражувачите откриле дека неискреното изразување на лутина, лажирањето без, може да ви се врати со што ќе се постават неповратни барања и ќе се уништи довербата. За лутината да биде ефективна мора да биде вистинска, а клучно за тоа е да биде под контрола, бидејќи лутината е намалува и нашата когнитивна способност. А кога некој ќе ви даде смешна понуда што ве нервира, длабоко вдишете, пропуштете малку лутина и канализирајте ја. Канализирајте ја кон предлогот, не кон личноста и кажете: мислам дека ова нема да функционира. Таквото добро темпирано прифаќање на навреди, познато како стратешка навреда, може да го освести вашиот соговорник за проблемот. Во студии спроведени од Универзитетот Колумбија, академиците Даниел Еимс и Еби Вазлавек
потврдиле дека луѓето кои ја добиваат стратешката навреда многу поверојатно ќе се оценат себе си како пренаметливи, дури и кога соговорникот не мисли така. Вистинската лекција е да се биде свесен за тоа како ова може да се искористи против вас. Не дозволувајте да станете жртва на стратешката навреда. Заканите искажани без лутина, но со став, односно со самодоверба и самоконтрола се одлични алатки. Ако кажете, жал ми е, но тоа просто не ми одговара, онака со стил, тоа ќе биде ефикасно. Зошто прашање? Во поглавје 7 зборувавме за проблемите со зошто. Низ целиот свет прашањето зошто ги тера луѓето да заземат одбранбен став. Како експеримент, следниот пат кога вашиот шеф ќе сака нешто да направи за него, прашајте го зошто и видете што ќе се случи. Потоа обидете се со колега, со подреден и со пријател. Наблюдувајте ги нивните реакции и кажете ми ако не наидете на одредено ниво на одбранбеност. Сепак не го правете тоа многу често, бидејќи може да ја загубите работата и сите ваши пријатели. Единствениот пат кога јас велам зошто го направи тоа во преговори е кога сакам некого да одбијам, но тоа е малку несигурна тактика и не би ја препорачувал. Сепак, постои еден начин на кој зошто може да се искористи ефективно. Идејата е да се искористи одбранбеноста што прашањето ја поттикнува за да го натерате вашиот партнер да ја брани вашата позиција. Знам дека звучи чудно, но функционира. Основниот формат оди вака. Кога сакате да натерате нејасен соговорник да прејде на вашата страна, прашајте го зошто би го направил тоа, на начин на кој тоа ви одговара вам. Дозволите ми да ви објаснам. Ако работите на тоа да намамите клиент од некој конкурент, може да кажете зошто би сакале да работите со мене, зошто би го промениле вашиот тековен добавувач, па тие се одлични. Во ваквите прашања зошто го тера вашиот соговорник да работи во ваша полза. Јас пораки. Користењето на заменка во прво лице еднина е уште еден одличен начин да поставите граница, но без тоа да ескалира во судир. Кога велите јас навистина жалам, но тоа не ми одговара, зборот јас стратешки го фокусира вниманието на вашиот соговорник врз вас сосема доволно за да дојдете до поентата. Традиционалната јас порака треба да го искористи зборот јас за да направи пауза за да се излезе од лошата динамика. Кога сакате да се спротивставите на непродуктивни изјави од вашиот соговорник, можете да кажете јас те разбирам, празно место, кога празно место, затоа што празно место. И тоа наметнува тайм-аут од другата страна. Но внимавајте со големото јас. Мора да бидете предпазливи и да не го користите со тон што е агресивен или создава кавга. Треба да се биде смирен и урамнотежен. Без нужности. Подготвени да си заминете. Веќе кажавме дека и никаква сделка е подобра од лоша сделка. Ако чувствувате дека не можете да кажете не, тогаш сте станале заложник. Кога ќе увидите која е вашата долна граница, мора да бидете подготвени да си заминете. Никогаш не треба да плачете за сделка. Пред да продолжиме, сакам да потенцирам колку е важно да се одржи однос на соработка, дури и кога се поставуваат граници. Вашиот одговор секогаш мора да биде изразен во форма на силно, но сочувствително поставување граници. Тоа значи цврста љубов, а не омраза или насилство. Лутината и другите силни емоции може во ретки прилики да бидат ефективни, но само како пресметани чинови, не како личен напад. Во секоја сесија, каде се ценкате со голи раце, најсуштинското начало е да имате на ум никогаш да не го гледате вашиот соговорник како непријател. Лицето што седи наспроти вас на масата никогаш не е проблемот. Проблем е нерешеното прашање. Затоа, фокусирајте се на прашањето. Ова е една од најосновните тактики за избегнување емоционални ескалации. Нашата култура ги демонизира луѓето во политиката или филмовите, со што се создава менталитет дека ако се ослободиме од човекот, се ќе биде во ред. Но таквата динамика е токсична за преговорите. Враќањето на ударот е последната сламка. Пред да се фатите за неа, секогаш предложете обид да ја деескалирате ситуацијата. Предложете тайм-аут. Кога вашиот соговорник ќе се повлече и ќе вдише длабоко, веќе нема да чувствува дека е заложник на лоша ситуација. Ќе си го вратат чувството на моќ и ќе ви бидат благодарни за тоа. Гледајте го враќањето на ударот и тактиката за поставување на граници како сплескана ескрива.
Сте забрзале по горницата на преговорите и сте удриле во рамнина што бара привремено да сопрете за да напредувате, да го ескалирате или деескалирате прашањето околу пречката и да ја вратите врската во состојба на добар однос и повторно да се искачите на висинката. Постоењето на позитивен, конструктивен пристап кон конфликтите изискува да се свати дека таа врска е од суштинско значење за секое решение. Никогаш не создавајте непријатели. Ценкањето на Акерман. Толку многу време имам поминато зборувајќи за психолошкото џудо што од тоа направив кариера. Калибрирани прашања, огледување, алатките за соборување на мојот соговорник и терање да се надпреварува сам со себе. Но преговорите се сведуваат на одредување на тоа кој ќе добие парче од тортата и од време на време ќе се најдете во ситуација каде навистина ќе треба голораки да се ценкате со некој што е навистина добар во тоа. Во светот со киднапери и заложници постојано се соочував со такво голорако ценкање. Се ценкав со многу момци кои се држеа до својот план и беа навикнати да биде се понивно. Плати или ќе го убиеме. Ке ни кажеа и тоа навистина го мислеа, и тука неопходно е вештините да ви бидат врвни за да преговарате со нив. Потребни ви се алатки. Во времето кога траеа обуките во FBI, научив еден систем на ценкање што го користам до денес и се држам до него. Го нарекувам моделот на Акерман, бидејќи потекнува од еден човек, Мајк Акерман, поранешен припадник на ЦИА, кој основа консултантска компанија за справување со ситуации на киднапирање и откуп во близина на Мајами. Во многу ситуации со киднапирање постојано не спојуваа со момците на Акерман, иако никогаш со самиот Мајк кој помагаше во ценкањето. Откако се повлеков од FBI, конечно го запознав Мајк при едно патување во Мајами. Кога му кажав дека го користам системот за бизнис преговори, тој се насмеа и рече дека го разгледал системот со Хауард Раифа, легендарен лик за преговори од Харвард, и Хауард му рекол дека ќе функционира во секаква ситуација. И навистина бев среќен што сум донел таква одлука. Моделот на Акерман е метод кој предвидува понуда и противпонуда, барем на површината, но тоа е многу ефективен систем за рушење на вообичаената динамика на ценкање, чиј предвидлив резултат е наоѓањето некаде на средина. Систематизираниот процес кој е едноставен за помнење има само 4 чекори. Прво, поставете ја вашата цена. Тоа е вашата цел. Второ, поставете ја првата понуда на 65% од крајната цена. Трето, пресметајте 3 покачувања со намалени зголемувања на 85, 96 и 100%. Четврто, користете многу емпатија и различни начини на кажување не за да ја натерате другата страна да ви даде противпонуда пред вие да ја зголемите вашата понуда. Пето, кога го пресметувате крајниот износ, користете прецизни, незаокружени бројки, како например $37.893 наместо 38.000. Тоа на бројките им дава кредибилитет и тежина. Шесто, со последната бројка уфрлете и непарична ставка, што веројатно не ја сакаат, за да покажете дека сте го достигнале лимитот. Гениалноста на овој систем е во тоа што ја вклучува психолошката тактика за која зборувавме, реципроцитет, екстремни котви, аверзија од загуба и така натаму, без воопшто да мора да размислувате за неа. Сега, ако имате трпение, ќе минете и низ сите чекори за да сватите што сакам да кажам. Прво, оригиналната понуда од 65% од вашата крајна цена ќе постави екстремна котва, тоа ќе биде голем удар што може да го натера вашиот соговорник да ја каже неговата ценовна граница. Шокот на екстремната котва ќе предизвика земи или остави реакција кај сите, освен кај искусните преговарачи и ќе ги ограничи нивните когнитивни способности, а со тоа ќе ги натера и на брзо действување. Сега погледнете ги прогресивните покачувања на понудите на 85, 95 и 100% од крајната цена. Овие ќе ги користите скржаво. Откако соговорникот ќе даде нивна понуда и откако сте уфрлиле неколку калибрирани прашања за да видите дали може да ги намамите да наддаваат против самите себе. Кога ќе ги дадете овие понуди, тие функционираат на неколку различни нивоа. Прво, играат на начелото на реципроцитет. Тие го инспирираат и вашиот соговорник да направи одстапка.
Исто онака како што луѓето многу поверојатно ќе им пратат честитки за нова година на оние луѓе кои први им пратиле честитка ним, така и со правењето одстапки при преговорите. Прават одстапка кон оние кои направиле одстапка во нивна насока. Второ, опаѓачката големина на зголемувањата, забележете дека се намалуваат за половина секој пат, со тоа го уверувате соговорникот дека ве турка кон точка на кршење. Додека ја добијат последната понуда, тие ќе мислат дека од вас ја исцедиле последната капка. Тоа навистина ја зголемува нивната самодоверба. Истражувачите откриле дека луѓето кои добиваат одстапки често се чувствуваат подобро во процесот на ценкање отколку оние кои добиле едноставна, цврста, правична понуда. Всушност, тие се чувствуваат подобро дури и кога ќе платат повеќе или ќе добијат помалку од она што всушност можеле да го добијат. Конечно, моќта на незаокружени бројки. Мора да повториме. Во Хаити жестоко го користев системот на Акерман. Во текот на 18 месеци неделно имавме 2 до 3 киднапирања, па од искуство знаевме дека пазарните цени се движат помеѓу 15.000 и 75.000 долари по жртва. Бидејќи бев многу тврдоглав, си поставив цел бројката да ја смалам под 5.000 долари во секој случај на киднапирање што го водев јас. Еден случај навистина се истакнува, првиот што го споменав во оваа книга. Минав низ процесот на Акерман, ги исфрлив од нивната игра со екстремна котва, ги удрив со калибрирани прашања и полека им давав прогресивно помали одстапки. Конечно ја дадов чудната бројка со која постигнавме договор. Никогаш нема да заборавам како шефот на канцеларијата на FBI во Мајами следниот ден го прашал колегата: "Воз го извлече ликов за 4.751 долар? Како тој 1 долар направи некаква разлика?" Умираа од смеја и во право беа. Тој 1 долар е смешен, но функционира со човечката природа. Имајте на ум дека за 2 долари не можете да купите ништо, но за 1,99 долари може да купите милион работи. Како тој 1 цент менува нешто? Не менува, но секогаш игра улога. Просто повеќе ни се допаѓа 1,99 отколку 2, дури и кога знаеме дека се работи за трик. Како да ви ја намалат наемнината откако ќе добиете известување дека ви ја зголемиле? 8 месеци откако еден мој студент на Џорџтаун, Мишари, потпиша договор за наемнина на стан за 1.850 долари месечно, доби непосакувани вести. Неговиот најмодавец го информираше дека сака да ја зголеми наемнината. Ќе биде 2.100 долари месечно за 10 месеци или 2.000 долари за година. На Мишари многу му се допаѓаше местото и мислеше дека нема да најде подобро, но цената веќе беше висока и не можеше да си дозволи да плаќа повеќе. Земајки го слоганот од нашиот клас, паѓаш на највисокото ниво на подготовка, тој ги провери сите огласи за станови и дозна дека цените за слични станови се од 1.800 до 1.950 долари месечно, но ниеден од нив не беше во добра зграда. Потоа ги провери сопствените финансии и свати дека наемнината што сака да ја плаќа е 1.830 долари. Побара да се видат со агентот за недвижности. Ова ќе биде тешко. На состанокот Мишари ја изложи ситуацијата. Неговото искуство со зградата е навистина позитивно, му рече, и истакна дека секогаш плаќал навреме. Ќе биде тажен ако мора да си оди, а тажно ќе биде и што најмодавецот ќе изгуби добар подстанар. Агентот климна. Се согласувам, рече тој, затоа мислам дека ќе ни биде од корист да се согласиме да ја обновиме наемнината. Тука Мишари го извади своето истражување. Зградите во соседството нудеа многу пониски цени, рече тој. Иако вашата зграда е подобра во поглед на локација и услуги, како би можел да плаќам дополнителни 200 долари? Преговорите почнаа. Агентот молчеше неколку мига, а потоа рече: "Имаш поента, но ова сепак е добра цена и како што забележа може да наплаќаме премија." Тогаш Мишари даде екстремна квота. "Јас целосно ве разбирам, имате подобра локација и додатоци, но навистина ми е жал, едноставно не можам," рече тој. "Дали 1.730 долари месечно за годишна наемнина ви звучи правично?" Агентот се насмеа и кога заврши рече дека нема шанси да ја прифати таа цифра бидејќи е далеку под пазарната цена. Наместо да го вовлече во ценкање, Мишари паметно почна да се врти околу калибрираните прашања.
Во ред, ајде тогаш помогнете ми да разберам како ги поставувате цените за обновување на наемнини? Агентот не кажа ништо шокантно, просто дека користат фактори како цени во областа и побарувачка и понуда, но тоа на Мишаре му даде можност да каже дека неговото заминување ќе биде ризик за наемодавецот, дека ќе остане со неизнаемен стан и со трошоци за бојадисување. Еден месец неизнаемен стан ќе го чини загуба од $2000, рече тој. Потоа даде уште една понуда. Сега веројатно тресете со главата затоа што дава две понуди без да добие ни една за возврат. И во право сте, ова обично е забрането, но мора да знаете да импровизирате. Ако чувствувате дека имате контрола врз преговорите, може да направите 2 или 3 потега истовремено. Правилата не мора да ви го нарушуваат текот. Дозволете ми да се обидам. Што велите за $1790 за 12 месеци? Агентот сопре. Господине, ве сваќам и она што го велите има смисла, рече тој. Сепак, вашата понуда е многу ниска, но сепак дозволете ми да размислам за ова и може да се видиме следен пат. Како ви звучи тоа? Запомнете, секој одговор што не е директно одбивање значи дека имате предност. 5 дена подоцна се сретнаа пак. Ги погледнав бројките и верувајте ми, ова е добра сделка. Почна агентот. Можам да ви понудам $1950 месечно за една година. Мишари знаеше дека победил. На агентот само му требаше малку да го притисне, па сега го пофали агентот и кажа не, без да каже не. И забележете колку брилијантно етикетира погрешно со цел да го натера човекот да се отвори. Тоа е навистина љубезно од ваша страна, но како би требало да го прифатам тоа кога можам да се преселам неколку блока понатаму за $1800? $150 месечно мене многу ми значат. Знаете дека сум студент. Не знам дали знаете, но ми се чини дека сакате да ризикувате местото да ви остане празно. Не се работи за тоа, одговори агентот, но не можам да ви дадам бројка што е понеска од таа на пазарот. Мишари направи драматична пауза, не бар агентот му го одцедеше последниот цент што го има. Тогаш, да ви кажам вака, првично качив од $1730 на $1790, рече воздивнувајќи. Ќе ви понудам $1810 и мислам дека тоа ни одговара на двајцата. Агентот затресе со главата. Тоа се уште е пониско од пазарната цена, господине, и јас не можам да го прифатам тоа. Мишари потоа се подготви да му ја даде последната од своите Акерман понуди. Замолчи за миг и побара лист и пенкало од агентот. Почна да прави некои пресметки со кои изгледаше дека навистина си врши притисок. Конечно го погледна агентот и рече: еве, според мојве математики, максимумот што можам да си го дозволам е $1829. Агентот ја навали главата на едната па на другата страна, не баре размислуваше за понудата. Најпосле прозборе. Вау, $1829, рече тој. Баш звучи прецизно. Сигурно сте сметководител. А Мишари не беше. Слушајте, навистина го ценам фактот дека сакате да го обновите договорот со нас и мислам дека ова може да функционира за наемнина од 12 месеци. Победа! Гледате ли како користеше брилијантна комбинација од намалувањето на Акерман понудите, незаокружените бројки, сериозното истражување, паметното етикетирање и велењето не без да се каже не. Тоа е она што ви дава вистински попуст кога наемодавецот сака да ви ја зголеми наемнината. Клучни лекции. Кога јајцето ќе дојде на газот, а тоа ќе се случи, ќе се најдете во ситуација каде што наспроти вас ќе седи тежок преговарач. Откако ќе завршите со сите психолошки работи, етикетирањето, огледувањето и калибрирањето, ќе дојдете до тешката работа. А за многумина од нас тоа воопшто не е забавно. Сепак, врвните преговарачи знаат дека конфликтот обично води до одлични сделки, а најдобрите секогаш наоѓаат начини како да се забавуваат додека решаваат конфликт. Конфликтот ги вади на површина вистината, креативноста и решението, така што следниот пат кога ќе се соочите со тежок преговарач, запомнете ги лекциите од ова поглавје. Прво, идентификувајте го преговарачкиот стил на вашиот соговорник. Откако ќе дознаете дали е угодувач, наметливиот или аналитичар, ќе знаете и како точно да му приидете. Второ,
Подготовка, подготовка и подготовка. Кога се соочувате со притисок, тогаш треба да дојдете до вашето највисоко ниво на подготовка, да создадете амбициозна, но легитимна цел и потоа да ги распоредите етикетите, калибрираните прашања и одговорите што ќе ги користите. На тој начин, кога ќе бидете на масата за ценкање, нема да мора да бегате од неа. Трето, подгответе се да примите удар. Одличните преговарачи обично почнуваат со екстремна котва за да ве исфрлат од игра. Ако не сте подготвени, ќе тргнете со вашиот максимум без борба. Затоа, подгответе тактика за избегнување за да не бидете вовлечени во замката и да направите компромис. Четврто, поставете граници и научете како да удрите или да возвратите без лутина. Човекот што седи наспротив вас не е проблемот, ситуацијата е проблемот. Петто, подгответе Акерман план. Пред да почнете со ценкањето ќе ви треба план со екстремна котва, калибрирани прашања и добро дефинирани понуди. Запомнете, 65, 85, 95 и 100%. Намален изголемување и завршување со незаокружени бројки ќе го натераат вашиот соговорник да помисли дека ве притиснал до крај, а вие всушност доаѓате до бројката што вие ја сакате.